Здраво на сите, јас сум Стефан и добре дојдовте во моето видео во кое сакам да ви објаснам што се дешава со теретаната, каде се наоѓаме, нашите пакети, што нудиме, како можеме да ви помогнеме на вас, каде може да ме добиете и секако да постигнеме некоја одредена цел која се работи слабење, добивање мускулна маса и т.н. Прво, јас сум Стефан Ангеловски, собственик и тренер на Athletics Fitness, со 5-годишно искуство. Најголемата победа во мојот живот, да речем и најголемиот успех е 2016 по јуниори категорија Teens, каде што јас и заедно со Трајче Лицевски победивме во конкуренција од тројца и нормално имаше таму и други познати клубови, но јас и Трајче успеавме за 8 месеци да направиме нешто што до сега не е видено. Значи, тоа е посветеноста, тоа може да го добиете вие, нормално ако следите моите совети, мојата исхрана, за моите совети и за исхрана и за тренинг, и секако нема нешто комплицирано ако вие не го направите. Значи, затоа добивајте ги информациите од прва рака, не ги добивајте од интернет, каде што не секоја информација е точна и веројатно. Првото нешто што го видов и го видов овие 6, 7, 9 месеци е што сакам од теретанава. Теретанава сакам да направам една од најдобрите теретани во Македонија. Јас како личен тренер да бидам една од најуспешните. Многу луѓе се откажуваат од тоа затоа што не е толку профитабилно. Луѓето се откажуваат, особено клиентите, затоа што немаат мотивација после одреден момент. И нормално е да немате мотивација, но дисциплината е тука и ако сте дисциплинирани, секогаш ќе доаѓате и секогаш ќе се посветите на постигнување на целта. Значи, вежбањето, фитнес, 3 пати во неделата, 3 часа, секој го има, секој може да го одвои, само моментите да се почне и да го сакате тоа и да се одржувате до крајот на животот. Треба едноставно да си даете поттик и да си даете ветување дека тоа ќе го правите до крајот на животот, без разлика на се. Изгледа себично, но тоа е најдоброто нешто што може да направите за вас лично. Значи, многу добив критики во периодов за тоа зашто теретаната нема справи, зашто изгледа вака бленд. И тоа нормално и го очекував. Значи, го очекував затоа што луѓето едноставно се научени да вежбаат во, не знам, фенси, шменси теретана, да дават од 1000 до 3000 денари, има такви теретани, каде што се им е комотно, они само ништо да не прават и даваат вес само за теретаната, а не даваат за тренерот и неговото знаење. Зошто не инвестирате истите пари, каде што за во рок од 3 до 6 месеци ќе добиете подобри резултати, ќе имате подобар живот, тоест поквалитетен животен стил, и ќе се чувствувате подобро за самите себе си, ќе ослабнете и нормално ќе изгледате поубаво и поздрави ќе бидете. Тоа е една од приоритетите кај нас. Ние нудиме вежбање во мали групи од 3 до 6 души, каде што цената е 1/3 од, да речеме, вежбање со личен тренер, или веќе ако некој сака да се посветиме повеќе, му даваме индивидуален тренинг. Индивидуален тренинг е за човек што знае што сака, ќе се посвети максимално, ќе вежба заедно со мене и ќе ги добие резултатите за тој период. Нормално ќе ги трне сите изговори како обврски имам и т.н. ќе најде време за вежбање. Па што вика Арнолд, you make the time to train. Другата работа што ставив е промовирање на здрав живот. Значи, затоа ќе почнам малку поредовно да давам видеа, да искачам видеа на мојот YouTube канал. Ова е видео после не знам колку време се вратив, знам што сакам од мојот, значи од самиот себе, од това си зацртав цели и тоа ќе го правам. Другото нешто што сакам да почнам е онлайн тренинг. Онлайн тренинг е за луѓе што не живеат во Скопје, не може да доаѓаат, а сакаат да вежбаат со тренер. И цената исто така е многу прифатлива за
услугата што би ја купиле кај еден тренер, да речеме услугата, цените се движат од 6000 денари и до 5000 денари што сум видел најниска, па се до 150 па и до 500 евра. Значи зависи од колку имате пари да потрошите, можете да направите да купите тренери неговото време. Исто така во овој период сватих што сакам лично за себе, треба пак да се вратам во топ форма, за да ги зачепам хитерите кои едноставно не разбираат што поминува во овој период, како е да раководиш бизнис, како е да бидеш менаџер, како е да бидеш тренер и да бидеш сам. Никој не ти помага, а бизнисот ти тера. Секој месец идат сметки, секој месец идат обврски што мора да бидат покриени, платите, и тоа мора секој месец да го правиш. Без разлика дали ти сакаш или не сакаш. Затоа се вика одговорност и затоа не сакам теретаната да замре. Затоа ќе правам да бидам еден од најдобрите тренери што вие ќе се информирате и сакам да станам авторитет во тоа. Нормално и пошироко. Зголемен обем на клиенти, како ја направам тоа? Значи, зголемениот обем на клиенти е со промовирање на здрав живот, со да ме видите што имам знаење, иако веќе 3-4 години го правев тоа треба да биде константно, исто како и вежбањето. Тоа го разбрав, ако еднаш кога си запнал, треба да идеш до крај да тераш. Или еднаш кога почнеш орото, тера го до крај. Мислам дека ова видео беше доста информативно, ако имате прашање слободно поставете ги во коментарите, лайк, шер, субскрайб на мојот канал и секако. Поздрав!